Фактот дека и градот Кочани во рамките на државата високо котира по основ на загаденоста на воздухот и присуството на недозволени количини на PM честички се повеќе ја загрижува кочанската јавност која бара решение на проблемот и создавање здрава животна средина. Недозволените и опасни по здравието концентрации на штетни материи ги загрижи советниците, кои повикувајќи се на реакции на граѓани го запрашаа градоначалникот дали нешто се презема и со какви мерки Кочани ќе се бори против загадувањето. Сведоци сме дека Кочани е едно од најзагадените општини, дали нашата општина, градоначалникот нешто имаат во предвид планирање за надминување на оваа ситуација. Значи многу често гледаме на телевизија дека еден од водичките второ, трето место по загаденост. Ние се соочуваме со деновите кога имаме, кога деновите не се влажни, кога нема дожд или снег, кога земјата е сува и се соочуваме со појава да бидат палени страништата. Значи мислам дека тоа е еден од сериозните проблеми кои што влијае на загадувањето на воздухот, а каде што општина Кочани директно преку својата служба може да влијае. Доколку искочи на терен и доколку е утврди состојбата, дали тоа ќе бидат преку опомени, дали ќе бидат преку казни и санкции, не го познавам законот во тој дел, меѓутоа сметам дека треба благовремено да се реагира на оваа појава, до толку повеќе што доаѓаат денови каде што претпоставувам ќе бидат посуви и почесто пред земјоделците ќе бидат во подготовки на своите посеви, така да сметам дека ќе биде од корис општината малку поагилно да ги ангажира овие служби. Градоначалникот Николчо Илиев ги посочи загадувачите и укажа на првите мерки кои се преземаат за какво такво санирање на состојбата. Ние постојано размислуваме какви решенија да примениме се со цел да се справиме со овој проблем. Во последните денови има интензивни разговори, договори дека заедно со јавното предпријатие Водовод и дел од општината со времени вработување кои ќе ги вработиме на еден месец од прилика, да помогнеме во делот на перењето на улиците, се со цел да колку толку го убlažиме овој дел. Значи се договоривме дел да бидат вработени во јавното предпријатие, дел во локалната самоуправа само на определено време од прилика на 30 на дена додека траат овие проблеми со цел да ги испереме улиците и да најдеме решение колку толку ќе го убlažиме овој проблем. Секако дека друг начин на решавање на проблемето е на ангажирањето на инспекторот за екологија, заштита на животна средина и со него имаме разговори да постапи во посериозни контроли, имаме сознание дека во некои фирми негде се палат пластични шишиња кои допринесуваат посебно во понеделник, така барем имам слушано, после викендот дека се палат пластични шишиња кои дополнително го загадуваат. Значи и во тој дел веќе имаме размислување да преземеме, односно заедно со нашите сограјани кои ќе имаат такви сознанија со дојава, се со цел да преземеме мерки да овој проблем го решиме. Ова не е крајно решение, веројатно сите го знаете, најголем проблемот е во зимскиот период, загадувањето доаѓа од загревањето, каде што најголем дел Кочани се загрева на цврсто гориво, односно на дрва и веројатно ова трајно решение ќе може да се реше тогаш кога ќе го решиме и грејењето на Кочани. Во целата ситуација многу битна е свеста на граѓаните кои мора да ги одбегнуваат штетните материјали за огрев за да не палат стрништа и воопшто оган на отворено. Инаку генерално проблемот може да се реши со решавање на затоплувањето на Кочани со користење како енергенс на гасот и драстично намалување на употребата на огревното дрво.